Почитувани, фактот дека во моментов се градат стратешки инфраструктурни објекти ги доведува СДСМ во паника и во безсознание. Немајки за што да ја критикуваат владата, предводена од ВМРО ДПМН, креираат фиктивна реалност, манипулации и напаѓаат се што се гради. Во времето на СДСМ немаше стратешки капитални инвестиции. Во времето на ВМРО ДПМН има. Не само проектот Демиркапија Смоквица, туку и автопатите Миладиновци Штип, Кичево Охрид, обиколницата околу Скопје, пругата кон Бугарија, гасификацијата и многу други помали проекти. На СДСМ не им е срам тоа што тие не изградиле, туку се обидуваат да стават црна дамка на се што во моментов се гради. Сакаат да се заборави нивното неработење. Не може да ја сокријат паниката, поради тоа што граѓаните гледаат кој гради, а кој ништо не работи. Во моментов на реализација на автопатот Демиркапија Смоквица работат 540 лица, а во моментов има оглас и за 350 дополнителни работници. Тоа го плаши СДСМ, бидејќи луѓето знаат кога има работа, а кога ништо не се работи. Повторно сакаме да потенцираме дека за реализација на овој проект се почитуваат сите европски и македонски законски прописи. Се прават месечни состаноци со представниците на Европската комисија за текот и реализацијата на овој проект. Полугодишно ваков тип на состаноци се прават и со представници на Европската инвестициона банка и Европската банка за обнова и развој. На овие состаноци се констатира финансиски и физички прогрес на целиот проект. Целокупната документација и објавувањето на јавен повик за изградба на овој автопат беа одобрени од страна на Европската комисија во координација со ЕИБ и ЕБРД. Со отпочнување на постапката за евалуација на целиот проект беше следен од наблюдувачи на споменатите институции, па се до самото завршување на финалниот извештај за евалуација и предлогот за избор на најповолен понудувач. Овој извештај беше одобрен од страна на Европската комисија. Потоа следуваше подпишувањето на договор со најповолниот понудувач. Потенцираме дека при спроведувањето на постапката ниту една комисија не поднесе жалба. Заради паниката во СДСМ тие одат понатаму што ги критикуваат и ја ставаат под прашање транспарентноста и интегритетот на многу европски институции. Сите надлежни државни институции го почитуваат законите во Република Македонија и меѓународните стандарди утврдени од партнерските европски институции. Каде и како фирмата ги троши парите, дали за работници, за опрема, машини или градежни материјали, господинот Шилегов треба да си ја праша фирмата која го добила тендерот, која е верификуван од сите релевантни европски институции. Доколку се сомнева во нивната работа, секако дека има начин тоа да го пријави до институциите, а институциите ќе постапат согласно законите. Благодарам.